Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат читавме за моментот кога синовите на Јаков побараа дозвола да одат во Египет за да купат жито. Тоа е запишано во првиот дел од глава 43. Гладот траеше многу подолго отколку што очекуваа, а како што минуваше времето, ситуацијата стануваше уште полоша. Јаков сакаше неговите синови да купат жито, но не беше подготвен да го прати Венијамин со нив. Јуда му кажа дека нема да има никаква полза ако одат без најмалиот брат. Ако сакаат да добијат жито, и Симеон да биде ослободен од робство. Венијамин мора да дојде со нив. На крајот, Јаков попушти и со тешко срце го пушти Венијамин со останатите синови. Стих 15 е мостот помеѓу текстот кој го читавме минатиот пат и текстот кој ќе го читаме денес. Тогаш тие ги зедоа подароците и двојно повеќе сребреници. Го зедоа и Венијамин, па станаа и отидоа во Египет и излегоа пред Јосиф. Јосиф ги угостува браќата. Следните стихови опишуваат драматичен момент. За разлика од последниот пат кога беа кај него, сега браќата го донесоа со себе и Венијамин. После долги години, 12 браќа се повторно заедно. Стих 16. А Јосиф, кога го виде со нив и Венијамин, му рече на човекот што управуваше со неговата куќа: одведи ги овие луѓе дома, па заколи нешто од добитокот и изготви го, зашто тие напладне ќе ручаат со мене. Сигурен сум дека браќата се чудеа што беа угостени на таков начин. Мислам дека намерата на Јосиф беше да ги прибере дома и да им го открие својот идентитет насамо. Му заповеда на главниот управител во неговиот дом да се погрижи за јадењето за сите гости, бидејќи планираше да руча заедно со нив. Стих 17 и 18. И направи човекот така, како што му рече Јосиф, и ги одведе луѓето во домот Јосифов. А тие луѓе се уплашија, кога човекот ги водеше во домот Јосифов и рекоа: заради среброто, што се најде порано во вреките наши не водат, додека не смислат нешто, па да не обвинат, за да не заробат нас и нашите магариња. Предпоставувам дека браќата беа збунети и нервозни. Не знаеја дали поканата да ручаат со Јосиф е со добра намера или не. Претходно тој се однесуваше многу строго со нив, а сега сака да дели оброк со нив. Во нормални услови, секој би бил среќен што има можност да дели оброк со толку важна личност. Замислете, председателот на државата да ве покани на приватен заеднички ручек во неговата резиденција. Сигурен сум дека тоа за вас ке представува голема чест. Но, во овој случај, 11 синови на Јаков воопшто не се радосни за приликата која им се пружа. Сите освен Венијамин имаат грижа на совеста, затоа што пред околу 20 години го продадоа Јосиф во робство. Кога забележаа дека нивните вреки се полни со жито и пари, тие помислеа дека египтјанецот сака да ги намести за кражба, за да може да ги земе како робови. Од друга страна, само тие не се двоумеа кога сакаа да го продадат Јосиф како роб во Египет. Забележете што пишува во стиховите 19 до 21. И му пристапија на човекот, што управуваше со домот Јосифов, и му проговорија пред вратата на куќата и рекоа: чујне, господаре, ние и порано бевме овде, за да купиме храна, но кога бевме на ноќевање, ги отворивме вреките, а тоа среброто на секого од нас беше одозгора во вреките наши, и еве во иста количина го враќаме со своји раце. Изгледа дека се обидоа да се извинат за тоа што се случи и сакаат да го вратат среброто назад. Слушнете ја нивната реакција во стих 22. А и друго сребро донесовме, да купиме храна. Ние не знаеме кој ни го стави среброто наше во вреките. Јосиф му кажа на службеникот што да им одговори ако се обидат да го вратат среброто. А тој одговори: бидете спокојни, не плашете се. Вашиот Бог и Бог на таткото ваш го ставил тоа благо во вреките ваши. Среброто ваше стигна кај мене. И им го изведе Симеон. Предпоставувам дека преку сведоштвото и животот на Јосиф, службеникот дознал за живиот и вистински Бог. Затоа, кога Јосиф му кажа што да им одговори на браќата, тој знаеше за што станува збор. Може би беа уплашени,
кога им кажа: "Среброто ваше стигна кај мене." Стих 24. И ги воведе човекот во домот Јосифов и им донесе вода за да ги измијат нозете, а им даде и храна за нивните магариња. Браќата не можеа да замислат дека ќе бидат поканети на ручек кај човекот кој се однесува строго кон нив. И ги приготвија подароците, чекајќи дури да дојде Јосиф напладне, зашто чуја дека тука ќе ручаат. А кога дојде Јосиф дома, му ги дадоа подароците што ги имаа во рацете свој и му се поклонија доземи. Браќата се поклонуваат пред Јосиф и му ги даваат подароците кои ги донесоа за него. Ке се сетите дека нивниот татко му прати подароци со цел да го омекне неговото срце. Патем, со тоа што му се поклонија, тие повторпат го исполнија пророштвото кое Бог преку сон му го даде на Јосиф. Стих 27. Потоа тој ги праша за здравието и рече: "Добар ли е вашиот стар татко, за кого ми зборувавте? Жив ли е уште?" Ова е навистина драматичен момент. Предпоставувам дека Јосиф седеше на некое почесно место. Можеби не на престолот, но сепак на платформа која е поставена повисоко, а браќата му се поклонуваат. Откако завршија со оддавањето чест, Јосиф ги прашува: "Вашиот татко, стариот човек за кој ми зборувавте, дали е се уште жив? Како е?" Се интересира за татко му, но на браќата можеби не им беше јасно зошто им поставува такви прашања. А тие одговорија: "Жив е слугата твој, нашиот татко, и здрав е." Па се наведнаа и му се поклонија. Повторно се поклонуваат пред него. Многу сакав да можев да ја видам оваа сцена со своји очи. Овој пат и Венијамин е со нив, и тој се поклонува, иако можеби му е прв пат да се поклони пред некој. А кога ги подигна очите своји, го виде братот свој Венијамин и рече: "Овој ли е најмалиот брат ваш, за кого ми зборувавте?" И додаде: "Бог нека ти биде благонаклонет, синко." Ова е неговиот брат. Моментот е многу драматичен и Јосиф не може да се воздржи. Тогаш Јосиф побрза надвор, зашто срцето му се беше возбудило поради братот негов. Му дојде да заплаче, па влезе во внатрешната соба и таму плачеше. Да беше во денешен контекст, Јосиф ке речеше: "Извинете, некој ме бара на телефон, ке се вратам брзо." И ќе отидеше во другата соба да плаче. Мислам дека плачеше, зашто никогаш не помисли дека пак ќе ги види браќата, а особено Венијамин. Најмалиот брат е веќе пораснат и полнолетен. Јосиф се тргна за да плаче од радост. Потоа се изми и излезе и воздржувајќи се рече: "Принесете јадење." Ова е прекрасна и славна слика која го навестува тоа што Господ Исус ќе го направи. Пророкот Захарија кажал дека ќе дојде ден кога тој ќе им се објави на браќата. Верувам дека тоа ќе биде момент кога ќе им ги покаже лузните од клинците, а тие ќе го препознаат и ќе знаат дека тој е Месијата. Кога ќе сватат дека се неговата жртва обезбеди спасение и откупување, тие ќе заплачат. Тоа ќе се случи кога Господ Исус повторно ќе се врати на земјата. Ќе им се открие на своите браќа, на евреите, а дел од нив ќе поверуваат во него. Кога ќе дојде повторно, тие ќе сватат кој е тој. Сетете се дека браќата го продадоа Јосиф во робство, се ослободија од него, но ќе дојде момент кога ќе им го открие неговиот идентитет. Како христијани, ние денес треба да се пазиме од антисемитизмот. Тоа е омраза која е насочена кон народот од кој дојде Господ Исус Христос. Доаѓа ден кога тој повторно ќе им се открие на евреите и ќе се справи со нив. Во меѓувреме, не треба да се мешаме во нивните семејни случувања. Ниту еден христијанин не може да биде вклучен во антисемитизам. Без разлика колку Израел го отфрла Христос, без разлика каква е политиката која ја водат, тоа не треба да биде причина да покажуваме омраза кон нив. Да му дозволиме на Бог да се справи со нив. Откако заврши со плачењето, Јосиф го изми лицето, дојде помеѓу гостите и рече: "Принесете јадење, време е да ручаме." Браќата седнаа да јадат заедно за прв пат после повеќе од 20 години. И му донесоа, не му посебно, ним одделно, и на египтјаните што ручаа кај него посебно, зашто египтјаните не можат да јадат со евреите, бидејќи тоа би им било неугодно на египтјаните. Ке забележите како во стихот пишува дека Јосиф јадеше одделно од браќата. Тоа го направи
за да го испочитува обичајот на египтјаните, кои предпочитаа да јадат сами и одвоено. Не само поради тоа, туку Јосиф јадеше сам, зашто беше на многу повисока позиција од неговите гости. Еве што пишува во следниот стих. И седнаа тие пред него, постарите според возраста нивна, а помладите според младоста нивна, па се погледнаа, чудејки се. Кога Јосиф им кажа на браќата кој каде да седне, тој почна од Рувим и ги нареди браќата според нивната возраст. Сигурен сум дека им беше чудно како овој човек кој е пред нив ја знае нивната возраст. И покрај се, ни за миг не предпоставија дека станува збор за некој кој ги познава многу добро. Забележете што се случува потоа. И нареди дел од јадењата што беа пред него да ги носат пред нив, а делот на Венјамин беше 5 пати поголем од делот на секого од нив. И пиеја и се нагостија со него. Повторно, Јосиф не може, а да не му покаже особена грижа и љубов на брат му Венјамин. Затоа му даде 5 пати повеќе храна отколку на другите. Со оглед на тоа што беше време на глад, сигурен сум дека ова беше најдобриот оброк кој Венјамин го имал во последните неколку месеци од животот. Моментот кога на браќата ќе им открие кој е тој, ќе биде многу интересен. Глава 44. Јуда волонтира да го заземе местото на Венјамин. Доаѓаме до глава 44. Пред нас имаме текст во кој се кријат прекрасни духовни вистини. Јосиф ќе ги прати браќата дома со жито, но ќе ги намести да изгледа дека му ја украле чашата. Сето тоа ќе го направи со цел да провери дали и колку го сакаат нивниот најмал брат Венјамин. Речиси 30 години претходно, тие го продадоа Јосиф во робство. Дали некој од нив ќе биде спремен да го положи својот живот за Бенјамин да биде поштеден? Одговорот на браќата е позитивен, особено од страна на Јуда, кој се понуди да биде роб на местото на Венјамин. Стихови 1 до 5. Потоа му заповеда Јосиф на управителот на домот, велејки: наполни им ги на овие луѓе вреките со жито, колку што можат да носат, и на секого во отворот на вреќата стави им го среброто нивно. А чашата му е сребрена, стави му ја на најмалиот во вреќата, заедно со среброто негово за купеното жито. И тој направи така, како што му рече Јосиф. А утредента, на осамнување, ги испратија луѓето со нивните магариња. Уште не беа изминале многу пат од градот, му рече Јосиф на човекот кој управуваше со домот негов: стани, оди брзо по оние луѓе, а кога ќе ги стигнеш, кажи им: зошто враќате зло за добро? Не е ли тоа чашата со која пие мојот господар? А тој на неа ги чита и предскажувањата. Тоа што го направивте е лошо. Чашата му припаѓа на Јосиф. Забележете дека самиот тој вели дека од неа ги чита и предскажувањата. Ке го искоментирам тој дел малку подоцна. Стих 6. И тој ги стигна и им ги кажа тие зборови. А тие му одговорија: зошто зборуваш, господаре, такви зборови? Не, слугите твои такво нешто не би направиле. Со други зборови, браќата тргнаа назад и мислеа дека се е во ред. По некое време, сватија дека зад нив има конјаници. Слугите на Јосиф ги пристигнаа браќата и ги обвинија за кражба. Некој ја украл чашата на господарот. Еве го одговорот на синовите на Јаков. Дури и среброто што го најдовме при отворот на вреките, го вративме од хананската земја. Па како можеме да украдеме од куќата на господарот твој сребро или злато? А при кого од слугите твои ќе се најде чашата, тој нека загине. А ние пак ќе му бидеме робови на господарот наш. Тие беа сигурни дека никој од нив ја нема земено чашата. А тој пак рече: добро, нека биде така како што рековте. Но во кого ќе се најде чашата? Тој нека ми биде роб, а вие другите нема да бидете виновни. И тие брзо ги симнаа вреките своји и ги одврзаа, секој својата вреќа. А тој почна да бара, почнувајќи од најстариот и завршувајќи со најмалиот, и се најде чашата во вреќата на Венјамин. Тогаш ја раскинаа облеката своја, па го натоварија секој товарот на своето магаре и се вратија во градот. Се вратија назад кај Јосиф, бидејќи немаа намера да се вратат дома без Венјамин. И дојдоа Јуда и браќата негови во домот на Јосиф, кој беше се уште дома, и паднаа пред него на земја. Повторно се сретнаа со Јосиф, но за разлика од последниот пат кога се видоа и поздравија,
сега се загрижени и нервозни. Стих 15. А Јосиф им рече: "Што направивте? Зар не знаевте дека човек, каков што сум јас, се занимава со пророкување и секако ќе може да разбере?" Очигледно е дека Јосиф беше пророк. Тој имаше способност и да ја каже иднината. Тоа го знаеме, бидејќи веќе видовме дека ги протолкува соновите на винарот, пекарот и фараонот. Според овие стихови, ја вршел пророчката служба со помош на чашата. Тоа е начинот на кој Бог действувал преку него. Тоа не значи дека ние денес можеме да земеме чаша и да глумиме пророци, предскажувајќи ја иднината. Тоа е безумно, исто како и читањето хороскоп, а сепак многу луѓе се вплеткани во такви активности. Всушност, тоа многу добро ни кажува каква е духовната состојба на луѓето кои се интересираат и ги практикуваат тие нешта. Чашата, со чија помош пророкуваше Јосиф, беше дар од Бог. Јуда застана пред Јосиф и почна да се застапува за себе и браќата. Ова е човекот од чие племе еден ден ќе дојде Спасителот. Стих 16. Тогаш рече Јуда: "Што да одговориме на Господарот наш? Што да кажеме или со што да се оправдаме? Бог ќе откри неправдата на твоите слуги. Еве, ние сме сите робови твои, Господаре, и ние и овој во кој се најде чашата." Ова е можеби најпаметната изјава која ја има кажано некој од синовите на Јаков, а е запишана во Библијата. На некој начин, Јуда јавно признава дека сите се грешни и заклучува дека се што им се случува е Божјо дело, како да сака да каже дека правдата конечно ги стигна. Но Јосиф одговори: "Не, јас не го сакам тоа. Кај кого се најде чашата, тој нека ми биде роб, а вие одете си со здравје кај таткото ваш." Јосиф им вели дека ќе го задржи Венијамин, а останатите имаат слобода да си одат дома. Венијамин мора да остане во Египет. Слушнете ја реакцијата на Јуда. Господарот мој ги праша слугите своји велејки: "Имате ли татко или брат?" А ние му рековме на Господарот наш: "Имаме стар татко и најмал брат кој му се роди во староста. А неговиот брат умре, и тој остана сам од мајката своја, и таткото многу го сака. А ти им рече на слугите твои: "Доведете го кај мене да го видат моите очи." И ние му рековме на Господарот наш: "Не ке може детето да го остави таткото свој. Ако го остави својот татко, тој ќе умре." А ти им рече на слугите твои: "Ако не дојде со вас најмалиот ваш брат, нема повеќе да го видите лицето мое." Па, кога се вративме кај слугата твој, таткото наш, му ги кажавме зборовите на Господарот наш. Потоа ни рече таткото наш: "Одете, пак, купете ни малку храна." А ние рековме: "Не можеме да одиме, но ако дојде со нас братот наш најмал, тогаш ќе одиме, зашто не можеме да го видиме лицето на оној човек, ако со нас не биде нашиот најмал брат." А слугата твој, таткото наш, ни рече: "Знаете дека жената моја ми роди 2 сина. А еден од нив отиде од мене, и јас реков: Сигурно е растргнат, и јас досега не го видов. Ако и овој го земете од мене, па го снајде некоја неволја по патот, ќе ме турнете вака стар со тага во гроб." Мислам дека ова е добар момент да завршиме со нашето проучување. Јуда прави многу храбро дело. Сака да служи како роб наместо Венијамин. А следниот пат ќе видиме што се случи. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.